Грчкиот претседател Прокопис Павлопулос во неговиот говор во офицерскиот клуб во Солун повторно ја обвини Македонија за фалсификување на историјата, за користење име кое наводно не и припаѓа и за изразување иредентистички тензии. При тоа не пропушти да спомене дека Македонија била и ќе остане Грчка. Павлопулос учествуваше на двете прослави во Солун, едната за чествување на заштитникот на градот Свети Димитрија, а другата за одбележување на годишнината од ослободувањето. Говорот на свечената вечера во офицерскиот клуб го искористи за да упати остри, но и веќе познати пораки до Македонија, Турција и Албанија и велиме на БЈРМ: подаваме рака на пријателство, но нема шанси да толерираме. Тоа е јасно и ние јасно го имаме ставено до знаење. Не е само фалсификувањето на историјата, затоа што Македонија беше и ќе остане Грчка. Тоа го знаеме сите. Не само што не прифаќаме фалсификување на историјата, не прифаќаме иредентистички тензии кои повторно би го направиле Балканот буре барут во Европа, порача Павлопулос. Грчкиот претседател рече дека Грција ја поддржува европската перспектива на сите земји од Балканот, но конкретно за Македонија порача дека мора да го почитува европското право. Кога имаше една држава која не само што ја фалсификува историјата, туку се појавува и со име кое не и припаѓа, таа изразува иредентистички тензии, односно во суштина го оспорува статусот кво на границите на Балканот, во главно границите со Грција. Запомнете дека европското право исклучува секаков вид на оспорување на границите и смета дека државата која дури и на индиректен начин преку изразување иредентизам ги оспорува границите, го прекршува европското законодавство, а со тоа самата си ја подкопува европската перспектива, истакна грчкиот претседател. Шефот пак на грчката дипломатија Никос Коцијас изјави дека проблемот со името има 4 дела, дека има расположение за компромис и консензус кај двете страни, но и дека решението треба да биде без победници и победени. Тоа е името, употребата на името, изведените зборови, каква врска имаат со името и акронимите. Тоа се 4 теми. Господинот Нимиц во преговорите што ги води е задолжен за првите 2 теми. Во текот на разговорите ќе наидеме и на други теми, на пример во изведените зборови. Кога се говори за изведените зборови во вашата земја, веднаш се споменува, тоа е жешка тема, идентитет и јазик, вели Коцијас. Во однос на разговорите за името, откри дека за 3 до 4 седмици од сега Нимиц ќе се сретне со преговарачите на двете земји. Василакис од грчка страна сега има и помошник.